Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер, ова е ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик, а со вас во оваа емисија ќе биде Јулија Велковска. Америка избира. Од 6 утрово по овдешно време па се до 19 часот граѓаните ќе го даваат гласот за новиот председател. Демократот Барак Обама и републиканецот Мит Ромни до последен миг водеа изедначена и неизвестна трка. Следи блокот вести. Милиони гласачи во Соединетите Американски држави веќе гласаа според правилата за рано гласање, но големото мнозинство на електоратот ќе излезе на гласачките места во вторник во училишта, пожарникарски станици, цркви и на други места. Председателот Барак Обама и републиканецот Мит Ромни во понеделникот крстосуваа низ неколку клучни сојузни држави во последен обид да ги убедат преостанатите неопределени гласачи. Обама ги посети Висконсин и Охајо пред да го има последниот собир во Ајова, државата која му ја даде првата победа во прелиминарните избори во историската изборна година 2008, кога се кандидираше за Белата куќа. Председателот ги истакна своите достигнувања за време на првиот мандат, вклучувајќи ја помошта за спас на американската автомобилска индустрија и убиството на Осама бин Ладен, но кажа дека му треба уште еден мандат да ја комплетира агендата. Ромни доцна синоќ имаше собир во Њу Хемшир, каде ја започна кампањата пред повеќе од една година, по појавувањето во Флорида, Вирџинија и Охајо. Поранешниот гувернер на Масачусетс рече дека неговото искуство како успешен бизнисмен и политичар покажува дека тој, а не Обама, ќе донесе вистинска промена на нацијата. Додека жителите на Њујорк и Њу Џерси се опоравуваат од минатонеделното супер невреме Сенди, организаторите на изборите вложуваат огромни напори да обезбедат погодените од невремето да имаат шанса денеска да излезат на гласање. Властите на државите Њујорк и Њу Џерси воведоа мерки да им се дозволи гласање на луѓето во други гласачки места покрај матичните, а во Њу Џерси дури и можност за гласање преку факс или електронска пошта, што сепак за многумина нема да биде од помош, зашто преку 1 милион жители и натаму се без електрична енергија. Недостатокот на бензин во одредени региони и пореметениот систем за јавен превоз само додава на тешкотиите граѓаните да го дадат својот глас. Одредени општини во Њу Џерси доставија провизорни гласачки ливчиња до засолништата каде се сместени многу луѓе кои останале без домови. Градот Њујорк обезбеди автобуси да им помогне на граѓаните да стигнат до гласачките места. А на денот на изборите во САД, какво е расположението меѓу гласачите на улиците на Вашингтон? Камерата на Гласот на Америка направи анкета. Кое прашање им е најбитно на избирачите и зошто? Прилогот на Јане Боаджиевски. Американскиот председател Барак Обама и републиканскиот предизвикувач Мит Ромни во кампања до последен момент. Обајцата во обид да придобијат што е можно повеќе гласачи, бидејќи анкетите покажуваат изедначена трка. Неопределените може да направат голема разлика на овие избори. Гласот на Америка го регистрираше пулсот меѓу граѓаните. Прашања врзани за жените. Затоа што сум жена и имам 3 ќерки, сакам да имаат можности за работа, да можат самите да носат своји одлуки, а не некој во нивно име да носи одлуки од Белата куќа. Работните места да се охрабрат американците да најдат работа, за да може да си ги плаќаат сметките, да платат за школувањето на своите деца. Најважно прашање е интегритетот. Не може да имаме интегритет, слободно општество, суверенитет, ако немаме политичари кои ја говорат вистината. Personally, for me, actually, this is a very difficult election. Лично, ова се избори во кои не можем да се определам. Ги поддржувам демократите за многу економски прашања, но сум против абортусот. Не знам како ќе гласам. Поради оваа поделеност, абстенирав на предходните избори. За мене главно прашање на овие избори е економијата. Ме интересира каде ќе се движи земјата во следните 5 до 10 години. Ќе гласам за оној кој ќе ја среди економијата и ќе го подобри животот. Најновите анкети отсликуваат мртва трка. Изедначени се американскиот председател Барак Обама и републиканскиот предизвикувач Мит Ромни. Така наречените клучни сојузни држави ќе бидат одлучувачки за исходот во овие избори. Јане Бојаджиевски, Глас на Америка на македонски Вашингтон.
Многумина жители на Вашингтон и не знаат дека одамна тука живееле диносауруси. Неј Рей Стенфорд, овој ентузијаст, направил колекција од скаменетите стапки на джиновските влекачи, што ги нашол во околината на главниот град на САД. Многу често, особено кога денот е сончев, Рей Стенфорд го минува времето долж потоците во Коледж Парк, Мериленд, во близината на Вашингтон. Еве едни овде. Овие траги се од диносауруси, месојатци. Ова е диносаурусот теропод. Тука му биле прстите. Како го знае ова? Од искуство, но и од познавање на тематиката. Започнал да трага по фосили пред 18 години. Најпрвин се заинтересираа моите деца, па купивме книги за диносаурусите и така тргнавме по нивните траги. Отпрвин не можев да поверувам што најдов. Досега има собрано преку 1000 отпечатоци од најразлични видови на диносауруси. Дневната соба ја претворил во, како што ја нарекува, музеј Стенфорд. Дел од колекцијата донирал на Природонаучниот музеј во Вашингтон. Ова е кустосот Метју Карано. Има пронајдено отпечатоци на диносауруси од кои до ден денес не се пронајдени ниту коските. Со тоа знаеме дека живееле тука. Неодамна ги изненади научниците од НАСА со тоа што најде трага од диносаурус токму во дворот на Вселенската агенција во близината на Вашингтон. Стенфорд себе се смета за палеонтолог аматер, па сепак коавтор е на неколку научни написи. Ми причинува особено задоволство да здогледате нешто што некој пред вас го нема откриено. Вели дека планира да продолжи да трага, се додека нема што да најде. Утре во Newsflash, кога сапуното и награда. Уште еден пример дека за да се започне бизнис, непотребна е добра идеја. Не пропуштајте утрешната емисија. Како сонот на девојче еден ден да има свој бизнис станал реалност. Гледате утре во Newsflash. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Јулија Велковска од студиото во Вашингтон. За најнови содржини посетете нашата веб страница glasnaamerika.com, а доколку не сте, станете и наш пријател на Facebook. Пријатна вечер, ви благодарам на вниманието и гледајте ни утре.